Повод за денешната свечена собраниска седница беше одбележувањето на 20 години од донесувањето на Уставот на независна, самостојна и суверена Македонија. Уставот беше донесен на 17 ноември 1991 година, а на денешната свечена седница присуствуваа председателот Ѓорѓе Иванов, премиерот Никола Груевски, поранешниот председател Бранко Црвенковски, представници од судската власт, од верските заедници, гувернерот Димитар Богов, дел од креаторите на Уставот и многу други сегашни и поранешни функционери. Председателот на Собранието Трајко Велјановски истакна дека Уставот е документ кој што ги поставил темелите на независна Македонија, во која се гарантирани човековите права и слободи. Резултатот на овие залагања е нашиот Устав, кој ги следи современите демократски придобивки, кој го изразува историскиот континуитет и стремежот за слобода на македонскиот народ, и кој нуди највисоки гаранции за остварувањето на слободите и правата на нашите сограѓани, кои како дел од албанскиот, турскиот, влашкиот, српскиот и ромскиот народ живеат во Македонија. Уставот представува завршен акт на еден болен и тежок историски процес, кој започна со манифестот на Крушевската република, како и со одлуките насмо. Како темелен државно-правен акт, Уставот поеѓа од граѓанина. Со Уставот Република Македонија е дефинирана како правна држава, во која имаме поделба и самостој на трите гранки на власт, и во која целосно се почитува приватната собственост и пазарните законитости. Токму затоа, Уставот во меѓународната заедница беше оценет и прифатен како современ државен акт во кој се вградени сите принципи кои една држава ја дефинираат како демократска. Инаку првиот потпредседател на Собранието Джеладин Мурати од ПДП по завршувањето на свечената седница изјави дека доколку биле прифатени амандманите на неговата партија во 1991 година кои се однесувале на правата на малцинствата, претежно за албанците, немало да има конфликт 10 години подоцна. Слично мислење имаше и тогашниот председател на Собраниската уставна комисија Стојан Андов, кој што истакна дека во тие времиња биле надминати многу проблеми, освен во областа околу правата на малцинствата. Изјави дадоа и креаторите на највисокиот државен акт, Владо Поповски, изјави дека Уставот ги имал сите неопходни елементи. Мислам дека нема нешто што сме заборавиле, можеби нешто што сме го метнале во потесна кожа, сме го ставиле, порестриктивно. Сепак Поповски посочи дека во тоа време македонските и албанските политички партии немале меѓусебна доверба поради тоа што во регионот завладеала културата на оружјето наместо културата на мирот и поради тоа можеби имало одредени недостатоци. Креаторот Љубомир Фрчковски истакна дека и денес би напишал ист устав кој што според него ги поставил темелите на независната држава, но истиот бил нарушен преку неговото дополнување со амандмани. Со еден збор, жал ми е што се вежба некадарни луѓе на корекција на уставот. Истиот тој устав би го потпишал и денеска и мислам дека денеска ни е токму времето кога може да се погледа неговата вредност. Фрчковски додаде дека од 32 амандмански дополнувања на уставот, најмалку 20 требало да се повлечат и таа материја да се регулирала преку законите. За уставни измени ќе има секогаш.